Христијанскиот празник Преображение Христово во Гостивар се одбележа со света литургија и благословување на грозјето. Со литургијата, што утрово се одржа во црквата Успение на Пресвета Богородица, чиноначалствуваше митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Владиката го посети и манастирот во изградба Свето Преображение во населбата Циглана, каде го изврши чинот на благословување на грозјето, што е символика и традиција на празникот. Има и побројни и порадосни, кои ќе го надминеме ова тешко искушение кој не стопадна не само нашата татковина и целиот свет. Се молиме на Бога на денешниот празник Преображение да ги преобрази нашите срца, нашите умови, нашето битие, да бидеме подобри верници, подобри луѓе и да докажеме на дело дека сме вистински христијани. За многу години честит празник да биде оние кои го слават и некои на слава нека честита слава и Бог на милост и на љубовта да биде со сите нас. За многу години. Годинава поради ковид пандемијата во манастирот во Циглана не се организираше народен собир и масовна прослава како претходните 5 години. Храмот сепак беше отворен за верниците, кои доаѓаа почитувајќи ги мерките за заштита, да запалат свеќи и да се помолат за здравје. Све најубаво да ми поможе тоа. Вие дојдовте на манастирот за здравје и среќа? Да, за убаво нека е Господе личен. Ке секог убаво и кај нас. Што правиме годинава таке. Годинава се поинакви условите? Да се Господ личен. Ке дава здравје. Се најубаво во животот. За младите, за и старите, нека се здрави и живи, Господ убаво да дава тоа. На сите Господ здравје нека дават, да помогнет Господ да се направи манастирот и сите да се здрави и живи. Господ да не чуват сите. Преображение по својата смисла и значење е еден од централните христијански празници. Се базира на настанот на Христовото преобразување, односно покажување на неговата божественост пред своите најблиски ученици на Таворска гора, кратко време пред неговото страдање во Ерусалим. Традициите налагаат на преображение за прв пат да се јаде грозје откако свештеникот ќе го благослови, во знак на благодарност кон Бог за дадените плодови на земјата.